Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Денес зборуваме за спортот на локално ниво, односно во Куманово, а и на територијата на целата наша држава. Точни, конкретни информации за спортот добиваме од една личност која што е денес гостин кај мене во студиото, а чест и задоволство ми е да ви го представам професор Иван Атанасовски по спортски менеджмент и социологија на спорт од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро за вас, за вашата телевизија, за гледачите на вашата телевизија, нормално кои во овие рани утрински часови и на овие минусни температури ќе имаат трпение да ја следат емисијата. Во минатото, а и ден денес, со посебен пиетет зборувате за незаборавните моменти на кошаркарската лига во Соколана. Видите вака, јас сум четврта генерација на потомци кои живееме во општина Куманово. Дел од некои мои роднини се од овие краишта, бидејќи слушнав убави зборови за вашата телевизија дека тоа зрачи на регионално ниво. Ја имам некои традиционални емотивни конекции со овој регион од нашата држава. И од тој аспект, значи, најголем процент од моите предци се занимавале токму со спортот, од повеќе аспекти. И сега кога ќе ја направите ретроспектива на сето тоа, ќе сватите дека токму објектот кој вие го спомнавте во вашето прашање, или така популарната Соколана, барем според мене, а верувам дека и според многу, особено моја генерација и повозрастни од мене, ќе се сложат дека Соколана е еден од најбитните историски монументи на нашиот град, кој има огромно значење, која многу придонела за популаризација на нашата општина, нели како име Куманово, на нашиот град. И луѓето добро се сеќаваат во општина Куманово дека многу години наназад таму се одржуваше еден реномиран турнир во кошарка, бидејќи ја сум убеден и тука немам дилема. Подоцна ќе речем, кошарката е најпопуларен спорт во нашата општина. Ја бев дел од неа извесен период, сега повеќе сум конектиран со фудбалот поради XY причини, но де факто дека како таков спорт кошарката, кој долги години дава многу за нашата општина, многу ја промовира нашата општина надвор од своите рамки, надвор и од границите на Република Македонија, и во контекст на тоа токму спортскиот објект Соколана на времето имаше еден многу престижен турнир каде што доаѓа Црвена звезда, Шибенка, Партизан, Цибона, многу и денешни, и тогашни, и денешни реномирани клубови од просторот на бивша Југославија, и градот живееше за тој турнир. Но тоа е само еден сегмент кој значеше огромна популаризација на општина Куманово надвор од границите на Република Македонија или тогашна Југославија во тој 25 милионски систем. Оно што за мене беше или е уште по-круцијално и побитно, и се надевам дека ќе можеме да собереме сили во иднина да го тоа реактивираме, имаше еден турнир кој беше општинска лига во кошарка, каде што компаниите, фирмите, мали, големи, средни, било како, па и поединци, се организира и за викенд се правеше лига каде што учествуваа луѓето кои не се активни партиципенти во кошарката или професионалци, да не речам, а ја сакаат кошарката, играат на овој или на оној начин на улица или било каде, бидејќи кошарката ви дава можност да во неја да учествувате и на улица, значи да играте надвор.
И од тие причини, значи имаше општинска лига во кошарка каде што учествува сите оние кои не се активни кошаркари или професионалци. И тоа значеше многу за развојот пред се на самиот спорт и за имиджот на општина Куманово и внатре во самата општина. Знаете како? Пример, зговорам, сега имаме многу кафетери, ресторани, секој од нив ќе си направише свој тим, ќе си направише своите обележја што ги имаат символи или знакови кои им се за препознавање, ќе опреме одредена екипа од 7 луѓе и таа лига си се петок, сабота и недела си живееше. Луѓето од Куманово доаѓаат за тоа, живееа за тоа и при тоа, знаете како, има еден податок, сега говораме она стручно, бидејќи секој млад човек сака да биде дел од одреден спорт, конкретно во Куманово кошарката. Знаете како, во одредена фаза вие можете да бидете професионалци, да живеете од тоа, меѓутоа во одредена фаза вие се оддалечувате од тоа и можете да заминете, да одите во еден погрешен правец. Сега не говорам да се вие развивате професионално како правник или економист или не знам некоја друга сфера, туку да одите во правец на да бидете девијантен во својата заедница, во своето општество, во својот град и да бидете проблем за општеството. Токму таа една лига ги држи сите оние, или ќе ги држи сите оние кои не може да го најдат својот пат во професионалниот во кошарката, токму во таа лига. И ќе значи пак промовирање на тие вредности кои сме ги имале овде во општина Куманово, а луѓето и многу подобро од мене се сеќаваат на тоа. Затоа е многу важно локалните авторитети да се сетат на тој сегмент од нашата општина, од Соколана. Јас се не навлагам во тоа каква е структурата на менаџментот, кој во моментот управува со неа, во чиво власништво е, бидејќи претпоставам дека и тоа е еден вид бариера за да некој навлезе во тој сегмент, во Соколана и да отпочне да прави одредена реконструкција на тој систем и да предвидува одредени спортски инвенти кои ќе значат живот за град Куманово. Камбек на спортот во Куманово на некој начин. Од општествен сегмент повеќе гледано. Некако развој на некој професионален имидж, туку социјален инвент каде што сите ќе можеме да се дружиме и да бидеме дел од тоа, да уживаме. И сега, ако излеземе малку надвор од границите на нашата држава, во некои западноевропски земји, часот по физичко образование е задолжителен секој ден, додека кај нас е 3 пати на неделно ниво. Што мислите вие за тоа? Па вака, сега конкретно навлегуваме во она што е мојата струка и тоа што го работам ја, работам со студенти кои ги едуцираме во иднина да бидат професори токму по физичко и здравствено образование, ако сакате во основно или по спорт и спортски активности во средно образование. Сега вие она што кажувате, тоа се одредени компарации. Значи, компарирате нашиот општествен систем и нашиот спортски систем образовен во споредба со, не знам, прво државите во обкружување, како што се Србија, Црна Гора, Босна, Хрватска, Словенија, и потоа во државите во Западна Европа, поразвиените, бидејќи ние и кај нас во обкружување имаме навистина развиени држави од кои можеме да влечеме многу примери, како што е една Словенија. Ја во мојата работа, во мојата струка, многу милувам да ги пратам состојбите или трендовите кои ги наметнуваат словенците, бидејќи имам чувство дека во многу сегменти се понапред од некои постари европски држави и традиции. И сега знаете како, ако го компарираме тој систем, бидејќи бев таму извесен период престојував во текот на моето усовршување професионално, видов дека покрај тој часот по физичко образование кој го имаат секојдневно, словенците така го поставиле образовниот систем во школите, бидејќи и кај нив и кај нас со закон. Ние сме обврзани да ги дадеме своите деца во местото каде што живееме и гравитираме на школа. Бидејќи тоа е од многу XY причини попрактично за самите родители. Блиско е, детето може да стигне и без превоз, тука се движи, се дружи со луѓето од соседството, со нив гради одредена иднина и ред други социјални параметри кои се многу важни. И од тој аспект покрај часот, словенскиот модел дозволува да имате и вон часовни активности, после
школото, бидејќи сега да се разбереме, таков е системот таму, вие немате во многу школи 2 смени. Кај нас имаме 2 смени, имаме дури 2 школи, 2 училишта во еден физички објект, што е премногу. Премногу. И има недостаток, тоа се случува кај нас на факултетот, имаме недостаток на простор, кој не можеме да го уредиме онака одговорно за да дадеме услуга и после наставните активности. Да можат децата да дојдат, бидејќи знаеме денеска во овој брз економски развој и индустријски развој и технолошки ако сакате, родителите се помалку имаат време да посветат на своите деца. Знаете како, проблемот е да го земете своето дете, да го однесете на спортување, да го вратите. И токму словенечкиот модел предвидува да вашето дете може нон-стоп да ужива во спортските активности или во физичката активност, како еден момент на здрав живот, а при тоа да не биде тоа терет и на самите родители. Значи, децата ги користат благодетите на спортските објекти на училиштето и после часовите по физичко образование, кои она што вие ги викате ги има секој ден. И она што е уште покруцијално и ние како факултет се залагаме, особено во последен временски период, сме поагресивни према државните институции, да го спуштиме нивото на физичката активност во образованието. Ако сега го имаме во основното, од вториот период, значи тоа е од прво до трето, од четврто до шесто, од шесто до девето, ние се обидуваме сега да имаме час по физичко во првиот период, од прво до трето, таму каде што е оделенската настава, каде што е најбитно според мене да има прав психофизички развој детето, и тогаш во тој период се всадуваат на детето во неговата меморија љубовта према одредени спортски дисциплини на преден план, а потоа и еден вид здрав живот, здрави навики. Бидејќи спортот покрај другото и физичката активност имаат и агенс на социализација, агенс на здрав живот, на режим на живење. Впрочем, и сами ќе видите дека многу од спортистите, особено оние кои се професионалци, имаат строго контролиран систем на живот, што дисциплиниран систем на живот. И сега ние одиме, веќе сме во напредна фаза да се избориме часот по физичко да биде во оделенска настава и дури идеме чекор понапред, сакаме и во предучилишно да воведеме да наш колега, дипломиран професор по физичко и здравствено образование, ги врши активностите бидејќи многу е битно да вие имате правилен пристап према детето кога му укажувате на одредена спортска активност, на одредена спортска дисциплина. И знаете како, тоа да го работите со љубов, со мотив да му го всадите и на него. Во здраво тело, здрав дух, примарната компонента, а ја би рекол во здраво тело, здрав дух за здрава нација. На крајот на кричата, кога ќе огледаме крајниот некој резултат. Значи, рачунајте, луѓето кои се бават со спорт или со физичка активност се многу поконцентрирани за успеси, за тимска работа, тимбилдинг, што викаат светот со кој што ние во моментот компарираме, и токму нашата струка ја дава таа можност. Така, многу спортисти рекле дека првен се развива и психичкиот развој. Психофизички развој, да. Кај децата, па потоа и физичкиот. Се уште во некои наши училишта часот со физичкото образование се заменува со некој друг предмет. Па токму тоа е проблемот за кој што зговоревме пред малку. Токму и ние како факултет ја свативме потребата дека и ние треба да бидеме малку проактивни на пазарот на трудот и да се избориме преку институциите да не да ги навредиме другите, не да земеме од другите струки, области професионални, туку да укажеме дека часот по физичко кој во централно европските држави, па и во државите во наше обкружување е основа за развој на секое дете, да ние тоа го наметнеме и нашите колеги кои тоа завршиле, за тоа се обучени, за тоа се остручени, да имаат професионален пристап кон децата, особено во таа, ја би рекол, исклучително сензибилитивна возраст, кога децата упиваат се. Табула раза, тие се чисти и се што ќе им наврежете, они го упиваат. И во таа фаза, вие
на доста мотивиран начин, како професионалец, стручен од таа област, да им ги врежете тие навики. Другата област, педагошките работници, тие имаат поминато на своите факултети педагошки, било каде низ државата кај што ќе завршат одредена обука од методиките. Но тоа не е доволно. Вие да бидете целокупна личност од аспект да му презентирате на детето што значи спортска активност, што значи физичка активност, како да го мотивирате, како да му асистирате при изvedба на сите тие елементи и можеби од тие причини учителките, нели, педагошките работници, ајде така да, од и ние сме педагошка струка, можеби од тие причини поради сензитивноста на нашата струка е полесно име да часот по физичко го заменат со, не знам, математика, со ликовно, со цртање, со некои такви активности кои им се полесни за контрола на наставничките. За жал, тоа е тоа. Тоа е реалност. Реалноста. Сега, би можеле уште да се задржиме на оваа тема, но времето ни е ограничено, а сакавме да направиме еден сеопфатен разговор со вас. Многу пати сте дебатирале и сте зборувале на темата хулиганство на терен. За оној дел од нашите гледачи кои што не го слушнале вашиот став, дали можеме да слушнеме нешто? Усвари хулиганство, ако гледаме од повеќе аспекти, за некои општества е као традиција, као символ, као елемент на нивното живење. За некои општества е хаос, хаварија, особено општествата кои се овде на Балканите, каде што луѓето во тој транзицијски период ги изгубија собствените вредности и на некој начин не знаеме во која насока се движиме. Имаме проблем да се дефинираме како такви. И сега, хулиганството или девијантното однесување е токму темата на мојот втор докторат, за кој јас истражував и можам одговорно да кажам дека таквата активност, таквото истражување ме промовира во експерт од европски рамки. Моето истражување сум го публикувал на многу начини, многу пати овде и надвор од државата, но она што можам да кажам е дека ако сакаме да утврдиме дека хулиганството е некој начин на однесување на одредени поединци или групи, кај нас ќе биде многу тешко. Оти во Англија тој настанал од уличен жаргон на поединец кој се викал хулихан, кој наметнал некој систем на живење и однесување и тој систем потоа се пресликал исклучиво во фудбалскиот свет. Оти Англија е лулка на фудбалот и таму тој си има свој жаргон, свој драж. Кај нас луѓето го употребуваат тој термин за да заскријат одредени други девијантни активности кои ни се случуваат. За жал кај нас тоа хулиганство првин му носи голема штета на спортот. Ајде ако сакате на фудбалот во прва линија. Оти преку таквото однесување први ние сме немери и не на некој начин се вршат критериуми за нашето однесување на дворешниот фактор, европските држави, каде што ние нели се стремиме да идеме како држава, не стават во цивилизирана или нецивилизирана категорија, бидејќи имавме многу сериозни испади внатре во државата кои се однесува на меѓународни надпревари со високо промовирани стандарди. Од тој аспект, ја во една прилика со поранешниот премиер на Англија Девид Камерун, во Португалија имавме еден разговор каде што он беше згрозен од чинот каде што нашите поединци на фудбалски надпревар Македонија Англија го запалија знамето на Англија, што е секаде во светот исклучиво казнива компонента, без пардон, мандатно. И ја го убедував дека тоа не сме ние. Македонците не се такви по природа на однесување, тоа се одредени поединци кои се исфрустрирани и можеби изменажирани од некои центри кај нас, за да остават таков дојам на еден надпревар кој е од голема меѓународна важност. И токму поради тоа ние донесовме закон во нашата држава, односно Конвенцијата за недостојно недолично однесување на спортски манифестации ја пресликавме, ја ратификувавме, односно е ратификувана 91 во нашиот парламент,
а 2004, значи гледате 13 години после тоа се свестивме да донесеме закон кој некој долги години мислел во нашата држава дека тоа е небитен, маргинализиран или не треба да се донесе, а во суштина свативме дека тоа е еден од законите кои нас ќе не етаблираат пред развиениот европски свет. Онакви какви што навистина сме ние, миролюбиви, гостопримливи сме како нација, како народ, не сме радикални, не сме борбени, барем ја така го доживам тоа и така сакам да го представам пред моите пријатели надвор од државата, и токму поради тоа хулиганско или девијантно однесување ни чини многу голема штета на спортот во Македонија, па ако сакате и подлабински на спортот во Куманово, особено на спортот за кој што ја говорам, сите ние го сакаме, кошарката. Колку пати на кошарката поради такво некој однесување општината морала да плати одредени казни, или па не знам, клубот морал да игра без публика од неколку поединци или група на одредени поединци го манифестираат своето девијантно однесување токму на надпревар кој е од големо значење за општина Куманово. Така да тоа е една сериозна тема која ни клизи како е надвор што е сега мразот со години, но да бидам искрен, од 2004 веќе полека скромно во една фаза, сега можеби малку поагресивно, поамбициозно почнуваме да ја уредуваме како држава, оти свативме дека спортот нас, и ако сакате и локално, и национално, има голема можност да не промовира. Ако видовте вчера на триумфалната капија во Париз, еден од знамињата и нашето знаме, како она повратна информација дека Македонија е на завршница на едно светско првенство. Пример. Значи спортот има можност многу брзо да промовира одредена култура, традиции, вери, обичаи на еден народ. Што другите области многу потешко. Дури дипломатијата се мачи тоа да го направи и потешко оди од самиот спорт. Вие досега од вашето досегашно излагање можеме да заклучиме дека сте одличен промотор на спортот, а и дека сметате дека Куманово може и треба да се развива во тоа поле. Новина, односно уште пред неколку месеци, новина во Куманово беше новоотворениот базен. Дали вие сметате дека пливањето е превенција за одржување на здравјето и колку овој базен всушност е значаен на локално ниво? Пливањето, кога ќе го гледате како таков, како спорт, делува дека е спорт за побогатите, пливањето, бидејќи индивидуален спорт. Но ако земеме од аспект на широка популација, на рекреативен сегмент, сите одиме на летување во летниот период. Зависи кога е лет, сега некаде во Австралија сега гледам по овие нетворк социјалните мрежи дека сега таму е лето. Значи луѓето го сакаат пливањето. Во преден план пливањето ни остава голема можност за нашиот стабилен психофизички развој, за нашето здравје, за нашиот однос кон заедницата. И нуди многу благодети, бидејќи вие во пливањето ја користите и за мене најбитната работа, водата, најздравото нешто, водата ја користите како таков природен ресурс кој ни дава можност да ние нели живееме здраво. Мене ме радува бидејќи Куманово долги години немало одредена традиција за тој спорт. Имаше неколку мои колеги ентузијасти во општината, мислам дека од повозрасни професори па некои мои студенти кои се нафатија да го развиваат тој спорт. Верувајте, многу е тешко да се нафати нешто да развивате како новина. Значи морате да изодите многу тежок пат за да направите првим промоција на сето тоа и за да имате поголема популација која ќе биде доближена до тој спорт. Од тој аспект овие наши колеги долги години, како што сум информиран, ги носеат децата од општина Куманово организирано со превоз на пливање и на уживање во главниот град во Скопје. Так. Работите се сменија. И тоа е многу значено и многу битно за нашата општина, за градот Куманово. Значи општината изгради базен кој мислам дека во моментот според моја информација е најдобар во Македонија. Значи ако го земеме во Скопје се тие двата олимпискиот и во Карпеш се веќе
стари базени кои се можеби се реновирани во одредена состојба, но базенот, затворениот базен во Куманово е нов. Адаптиран, прилагоден на сите современи стандарди. Од еден аспект и за рекреативна намера, за сите нас, кои не сме спортисти, сакаме да ги користиме благодетите на водата и на пливањето како спорт, и од друга страна на младите луѓе кои сакаат или имаат интерес да се вклучат во пливањето како спорт и да научат за тој спорт, бидејќи да бидеме реални, ние немаме големи познавања за тоа. Значи, ние на факултетот имаме пливање како спортска дисциплина во факултетот за тренери, но многу ретко луѓето се запишуваат таму. Бидејќи нормално, масовни и популарни се спортови, оние кои се колективни, кои се доволно промовирани традиционално наназад во нашето општество. Така да, јас само можам да им завидам на некој начин на сите наши колеги кои храбро влегуваат во процес да го промовираат тој спорт. И ја само во една прилика бев на базентот да разговарам со луѓето од пливачкиот клуб Делфин, кои се исто така мои студенти, млади ентузијасти, кои еве сакаат нешто да направат. Само ги убедувам од аспект на она што ја и професионално го предавам од другиот предмет спортски менеджмент, да направат многу подобра маркетинг стратегија за популаризација на сето тоа. Не само за тоа дека луѓето или деца треба да бидат пливачи. Не. Треба да ги користиме благодетите кои ги дава тој спорт. Можностите кои ги дава пливањето за секој од нас. Ако ја го носам моето дете, зашо ја да не ги користам? Од друга страна, дадена е можност придобивките кои ни ги дала локалната самоуправа за тој базен. Така да, за мене е многу битно сите оние кои ќе сакаат да учествуваат во тој сегмент да развиваат филозофијата дека спортот, пливањето може да биде голема иднина за кумановскиот спорт. А ја верувам дека имаме таленти. Верувам дека Куманово може да има таленти, од секојаш имало таленти за сите, да не речам, спортски гранки кои се застапени во нашата општина, но сум убеден дека и за пливањето можеме да извадиме добар, ајде да не речам, и олимпиец во иднината. Меѓу останатото редовно земате учество на конгреси од областа на спортот, развојот, едукацијата, науката и здравјето. Па, знаете како универзитетски професор, со промените на законите во сферата на високо образование, државата ни наметна темпо дека ние мораме перманентно да се усовршуваме. Значи, на времето било ќе ви изберат во редовен, јас сум во моментот редовен професор, но иако бев избран претходната година, значи мене ме чека уште еден реизбор на 5 години. Тоа наведува на податокот дека не значи дека ако вие достигнете највисок степен во науката, титуларот на редовен професор, тука треба да застанете и да не се усовршувате. Многу е важно перманентното усовршување на секој поединец, или доживотното учење, или човекот учи додека е жив, некоја парола која некој некаде ја кажал, ама мене ми е прифатлива. Значи, одењето на сите тие конгреси, конференции, семинари, кај мене отвара, барем како ја тоа го гледам, нови можности, нови идеи, нови правци, создавање на еден нетворкинг, на една мрежа на научни работници, каде што утре можете да допринесете преку тие контакти и за факултетот кај што работите, и за заедницата во која што живеете, пример, локалната заедница или општината Куманово во конкретниот случај. И од друга страна, пишувањето на тие трудови од областа на спортот како општествен феномен, ајде не мора како игра, како професионализам, како општествен феномен кој дава можност за сите нас, кој е можност за луѓето во Република Македонија, особено за младите. Значи, јас имам објавено преку 50 на трудови во и надвор од нашата држава. Годишно одам на 7 до 8 конгреси и секојаш ги селектирам. Сакам да бидат, бидејќи имате нон-стоп конгреси. Ја се обидувам да се држам до конгресите кои се блиску до мојата филозофија на размислување.
од областа на социологијата на спортот, од областа на менаџментот или па од областа на методиките за обучување на одредени елементи во спортски гранки од спортот и тука се држам. Ги селектирам тие што сакам да учествувам, ама од друга страна не секој сум сигурен дека мојот труд ќе биде прифатен од научните бордови на тие конференции. Токму денеска, утрово, одејќи овде, со задоволство можам да кажам дека е прифатен во мај во Брест на еден од пореномираните конгреси на социолози на спорт за да промовираме труд за лица со инвалидитет. Спортски активности за лица со инвалидитет. И во принцип тоа мене ме прави подобар аутор. Тоа мене ме прави подобар професор. Сета таа меѓународна активност и целата дебата што можам да ја направам со врвните стручни лица од областа на спортот, на социологијата и на менаџментот во спортот, мене ме става во редот на тие стручни лица кои се етаблирани и цитирани. Ја со тоа само можам лично, ајде да не бидам скромен, да се гордеам. Оти сум рамо до рамо со најдобрите во мојата област. Бидејќи ја не сум, ајде да не бидам строг према себе, ја не сум тренер. Ја не учествувам стручно во спортот како играта, туку ја учествувам од аспект како филозофија на живот, филозофија на размислување и како иднина за развој на целокупниот тој систем во спортот. Она што е впрочем и денешната тема, како да ја гледаме иднината на нашиот спорт во локалитетот и во националниот контекст. Така, мислам дека ваше 15-то дело, ваш 15-ти труд беше издаден на англиски јазик. Ја сега малку бројки не сум. Мислам дека имам напишано 16 книги, од кои 3 ми се како коаутор, еден е практикум за студентите и се останато се книги, брошури за во еден сегмент за студентите, за кои што и професионално работам, а во еден сегмент за општата наша популација, како да ја развијам психологијата или филозофијата на нашиот човек, дека не мора да си спортист за да живееш здраво. И токму ако се навратам на тоа 2001 година кога бев надвор од научната мисла, од научниот кампус, напишав моје прво самостојно дело е спортски начин на живење. Како луѓето кои се активни во други професионални сфери да бидат и физички здрави. Дека не е доволно само да седите на компјутерот, професионално да работите или не знам се затворите во вашиот офис, туку треба да направите нешто корисно за себе, за да бидете психофизички здрави и да бидете поактивни и попродуктивни во својот професионален развој. А книгата за која вие спомнавте, 15-та година на моје задоволство од германска куќа Ламберт Академик Паблишет ми беше предложено да издадам компилација на неколку мои научни и стручни трудови на англиски и они да ја објават. Значи, обврската беше само да ги ставам во една компилација сите тие трудови, да бидат направени на исклучително прецизен англиски јазик и лекторирани. И тоа дело, за моје задоволство, сега ја не навлагам во тоа дело се продава 49 евра, мислам, во повеќе европски држави, бидејќи тоа е голема издавачка европска куќа. А за мене лично финансиите, бидејќи тоа си е нивна обврска, за мене лично најголем предизвик беше што ја добив 12 поени, што е, да не речем, врв во научната сфера, во моето напредување за редовен професор, бидејќи ако ваше дело објават надвор од териториите на вашата држава, тоа ви се бодува на ранг како да сте ректор на универзитетот. Оти тоа се многу цени во науката и тоа беше за мене основниот мотив во година во која што ја требаше да напредувам. Тоа го веќе го сторив во повисок научен ранг, тоа ми носеше многу поени научно. И затоа јас се надевам дека европскиот свет ќе може да прочита, бидејќи најголем процент од трудовите се исклучиво за спортот во Република Македонија. Така.
Сега, насилство, агресија и спорт. Со оваа тема повторно се навраќаме на почетокот каде што го искажавте вашиот став за хулиганството. Зошто кај одреден тип на луѓе веднаш се јавува помислата кога ќе се спомне спортот, се помислува и на насилството и агресијата тука негде. Дали вие во ова ваше дело го искажавте комплетно вашето мислење? Па, знаете како, всушност книгата 2010 е тоа Насилство, агресија и спорт, која исклучиво во моментот ја користат моите студенти. Тоа е дело кое произлезе од мојот докторат. Идејата со мојот ментор тогашен беше да видиме што е тоа што луѓето, кои се тие социолошки аспекти што ги мотивира или внатрешно ги притиска поединците и групите да доаѓаат на стадион, во спортските борилишта, во спортските арени и не да уживаат, бидејќи спортот е можност да уживате, да се задоволите самиот кога ја гледате играта, да уживате во таа игра, да го бодрите својот клуб. Од друга страна, кои се тие аспекти што ги мотивира тие групи да доаѓаат во спортот, на спортски настан, бидејќи спортот е хумана активност пред се, и од друга страна да се однесуваат или да манифестираат такво однесување, лично, групно, кое пред се му штети на, не говорам на самите нив, му штети на спортот, за кој што се определили да дојат да го гледаат, му штети на локалната заедница од која што доаѓаат, и на крајот ни штети на сите нас како граѓани на Република Македонија во таа меѓународна некоја промоција. И од тој аспект, ја особено се во тој документ се задржав на тие меѓуетнички тензии. Бидејќи тоа беше период кога тие меѓуетнички тензии стана доминантни и најголем процент од нив се рефлектира на спортските надпревари. Само за едно подсетување на кратка ретроспектива. Поранешниот систем федерален Југославија, распадот го почна на еден фудбалски надпревар. Црвена звезда Динамо Загреб. И тоа повозрастните љубители на фудбалот се сеќаваат многу, и го имате и на YouTube денеска тој момент. И сега, дали некој сака сето тоа повторно да го пресликува, или сакаше повторно да го пресликува на овие простори, бидејќи се уште траумите од тој период, транзицијски, фрустрациите, се уште тлеат кај одредени поединци и групи, па ако сакате и кај моćници, кои сакат да ги користат. Ја дојдов до еден податок дека самите политички елити ги користат тие групи, ги стимулираат на некој начин, со XY бенефиции, да тие групи манифестираат такво однесување во спортот. А ако се вратиме историски наназад, јас сакам да кажам теоретски, спортот настанал како сегмент или терминолошки за забава, за игра, за дружење и за релаксација на луѓето. Никој во тој момент немал предвидување дека тој ќе стане денеска бизнес или тој ќе стане толку популарен да го придобие особено стариот континент Европа. Ајде гледам во Америка еден вид на спортови се актуелни. Во Европа друг. Секој континент има пасија према одредена спортска дисциплина и од тој аспект внатре нотирав дека двете најголемата заедница македонците, значи ние и втората по бројност албанците, имаат различна филозофија на менаџирање на тие фрустрации во спортските борилишта. Од еден аспект македонците тоа го прават групно, као тренд. Ако се случи некој инцидент, супер, сега ќе има на Facebook, ќе правиме лайк, ќе бидеме присутни во заедницата, во општеството, ајде тоа ќе го направиме и тоа ќе ни даде можност да ние се промовираме. Од друга страна, во нашето истражување дојавме до податоци кај албанската заедница, тие се водат према лидерот. Ако лидерот одлучи такво нешто да прави и ја даде командата, тие го следат тоа слепо, без при тоа да размислат за последиците што можат да се случат. Така да, тоа беше многу тешко да се санкционира во нашите национални документи, закони. Во европските закони е многу полесно. Правите инцидент, Шкенди агент 100.000. Правите инцидент Ливерпул работнички 120.000 казна. Франција, евра, било како. Европските документи се многу јасни. Нема емоции, нема како да речам штитење на одредени групации.
имате казнево дело, толку тоа ве чини, пак правите го, размислете што ќе ви се случи понатака. Дури до отстранување од самите спортски борилишта. Така да, во тој документ, во принцип, само дадов една подкрепа на законот за, кој ја лично учествував во носење на законот за недостојно и недлично однесување на спортски манифестации 2004 година во парламентот, и преку ова дело сакав и научно да го подкрепам законот, за да ја дам материјал на нашата држава да тргне во реализација и спроведување на законот. Свативме дека, особено луѓето кои работат во таа област, како мене, свативме, а не има од повеќе сегменти, свативме дека овде, народски кажано, ѓаволот ќе однесе шегата. Дека групите земаат се поголем замав, имаат јак ветер во грб, имаат добар сапорт и не се плашат од ништо. Спремни се да направат. И мораше да се стави една брана на сето тоа. Браната беше законот, но тој беше нефункционален. И преку овој научен документ ние само му дававме на државата уште една цврста подкрепа дека треба негова цврста имплементација во пракса, иако за жал почнаа судски процеси одредени, но ден денеска ние се уште немаме одредени затворски казни изречено, можеби неколку парични за таквите поединци кои го користат спортот за своја промоција, за штитење на своите работодавачи, тие ментори, и при тоа да му нанесат сериозна штета на самиот спорт како хумана активност. Така. Во која мера надвор од нашата држава се цени пишаниот збор и вложениот труд во науката? Па осем кај нас и новија простори, секаде во развиениот свет науката е основа за да вие донесете добри, цврсти, квалитетни документи. Секоја стабилна, развиена, цивилизирана држава се потпира на научни показатели, екзактни, за да ја гради својата национална стратегија во одреден сегмент. Сега говориме конкретно во спортот. Значи, врз база на се што е она истражување во спортот, не само од аспект на општествената активност, на социализација, туку и од аспект на тренинг, на физикал активити и на други сегменти кои се застапени во целокупниот систем спорт, врз база на таквите истражувања, а ги имаме многу кај нас, државата треба да ги користи и при тоа да ја гради својата стратегија, идна стратегија, да предвидува. Значи, ние вака, ајде пластично кажано, сега падна снег и не завеа. А зашо не е предвидено тоа дека нормално ќе дое зима, ќе имаме снег, ќе не завеа да го преземе тоа. Ама знаете како температурите се минус 50, па минус 20, не знам, па минус 50 се во Москва, ја бев таму, па функционира се нормално. Значи, ако ги предвидувате работите, Така, навремено. Да не ги решавате кампањски. Сега ни се случува, сега имаме хаварија во спортот, ајде да го решаваме. Сега да видиме што ќе правиме со спортот и не знам, постигнавме некој успех релативен во кошарка, ракомет, што понатака. Значи морате да ги, особено во спортот, да ги предвидувате работите, а при тоа науката ви ги дава тие можности. Таа ви е базата, таа ви е основата за да вие ја градите стратегијата. И сега ајде визионерски. Ја мислам дека иднината на нашиот спорт, или она конкретно вашата тема што е денеска, е токму во менаџментот. Значи, ние треба да искористиме науката да ни даде цврсти показатели, да ни даде јасна компарација помеѓу развиениот свет и нашиот, што тоа направиле и го покачиле спортот на едно повисоко ниво. Дали начинот на кој што сега ние го менаџираме актуелниот спорт е позитивен, е трендовски, дава резултати, или тој оди во надолна линија? Стагнира или оди во надолна линија? Од тој аспект, значи, европскиот цивилизиран свет, сите документи кои се публикуваат, научни, ги сумира во еден заклучок од секоја област, посебно во спортот, и ги дава на европските институции, и тие врз база на тоа ја градат долгорочната стратегија. Сега, за жал, ние во Република Македонија, во еден период ја бев, ние сакаме да гледаме од овде до вас. Тоа е визијата на нашата политичка елита.
или ако сакате елитата која во моментот се наоѓа во менаџментот во спортот. Ние не сакаме да видиме зад вас. Ние не сакаме да видиме зад параваните. Зад ридовите што се случува. За да го тоа предвидиме и да го изменаџираме. И токму тоа ни го дава науката. Затоа пишаниот збор надвор е многу вреден. Секој пишан збор си има своја тежина. Значи, особено кога се отстава од луѓето кои животот го посветиле на одредена област, значи на спортот, дали пак ќе повторам оддел на тренингот, дали оддел на физикал активити, дали оддел на социализација или филозофија на размислувањето, дали оддел на менеджмент. Меѓутоа кога ќе ги соберете сите тие документи, ги ставите во една компилација и врз база на тоа, бидејќи најголем дел од општествените истражувања кои ја лично ги работам, ми се базираат на истражувања на анкетни прашалници кои ги вадам од испитаниците, од самите луѓе, од народот. Секогаш го прашувам народот, што мисли, како размислуваш, каква идеја има. Да видам, ако во суштина нема некое визионерско размислување кое ќе се обработи тоа се научно-статистички, тогаш се додава она што ние го поседуваме како експерти во одредена област. Нашето видување подкрепено со тоа мислење како да се движиме напред. Така, на основа на сето ова, се извинувам што ве прекинувам, на основа на сето ова, господине Анастасовски, што го рековте, би сакала да се надоврзете и вака конкретно и прецизно да го слушнеме вашиот став за перспективите на спортот во Куманово. Ја мојот став во еден сегмент сум го искажал и на нашите локални авторитети со кои некои имам и добар муабет. Ја немам дилема дека спортот полека, но сигурно, за жал, можеби надвор од филозофија на моето размислување, се капитализира. Парите ја играат доминантната улога во спортот. Значи, ако сакате да имате професионален спорт, морате да имате капитал во него. Ако сакате да имате масовен спорт, чисто како рекреација за луѓето, да го држиме нивното здравје, нивните навики и сето тоа во еден сегмент, тогаш законите според локалната самоуправа, законите на локалната самоуправа се доволни да општините сами финансираат манифестации кои се од локално значење со спортски карактер. И во тој дел е окей, остануваме тук. Но за да го подигнеме спортот на едно професионално ниво, особено кај нас ние имаме кошарката како најпопуларен спорт. За жал фудбалот го немаме. Долги години тој е веќе тргнат на страна, воопшто не ни фигурира како таков. Имаме ракомет, одбојка. Тоа се претежно ентузијасти, наши колеги кои сакаат да го одржуваат, биле дел од тие спортови и сакаат да ги одржуваат. Значи ние ќе мораме во иднина да го промениме концептот на управувањето, на менеджментот во спортот. Значи спортскиот клуб да го поставиме на ниво како компанија, како вашата компанија, што е едноставно. Да има дефиниран собственик. Да има можност да луѓето кои имаат капитал да го вложат таму, да имаат своји акции. Мислам дека со законите кои сега се променат 2017 година, тоа е веќе дозволено. Кога ќе имате јасна слика на управувачки пакет во спортот, кога ќе знаеме кој се тие поединци, кој капитал ја води одредена спортска дисциплина, тогаш е многу полесно да ги движите работите напред, да се знаат одговорностите и обврските на секој внатре. А внатре секој од луѓето мора да има изграден професионален капацитет и професионална одговорност. Значи тука говориме веќе за вториот сегмент, професионална спортска администрација, кој е процес многу долг, за кој ние имавме едно преку Македонскиот олимписки комитет, имавме овде еден семинар во Куманово со локалната самоуправа, за да полека ја развиваме филозофијата на професионална спортска администрација. Ако сум ја менаџер на одреден спорт, на одредена спортска дисциплина, кошарка, ракомет, фудбал, мораме да сватиме дека не морам ја да ја познавам играта. Ја треба да најдам начин како да обезбедам другите кои се такмичат внатре професионално, да им ги обезбедам сите услови. А тоа значи да најдам финанси за непречена спортска активност и непречен развој на тој спортски систем. Затоа ние имаме, мислам дека оваа година веќе почнуваме со отварање на факултет за спортски менеджмент, а веќе имаме мастер студии со економски факултет за спортски менеджмент. Од ја свативме потребата од подигање на едно повисоко ниво на нашиот спорт. Ние сме во моментот тук. И на свеста кај луѓето пред. Апсолутно. Значи мораме да сватиме дека професионалниот спорт
се капитализира. И тука нема импровизација. Морате да бидете професионал вие, што сте, како ја што сум во мојата работа, че таму мора веќе да работат луѓе кои од тоа ќе екзистираат, ќе ги ранат своите фамилии, ама ќе живеат за тоа. Значи, катадневно ќе размислуваат за развој на тој спорт во кој што учествуваат и за идејата која ја развива собственикот на одреден спортски клуб. Барем ја тука ја гледам и немам дилема дека тоа е иднината. Така. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Ви благодарам што ни бевте гостин. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика и дека ќе го продолжиме разговорот, бидејќи имаме уште многу теми на разговор на оваа поле. Јас сум отворен, особено мене ми е драго, чест и задоволство што еве гостувам во еден систем кој се развива, еве за вас да речам, за вашиот медиум кој во овие тешки услови се бори да биде препознатлив, промовиран и сето тоа, особено што е на територија на општината во кај што јас сум роден, живеам и творам, и секогаш сум отворен за соработка и дебата и за било што можам да помогнам согласно моите размислувања за да работите трнат напред. И секогаш сум ви на располагање. Ви благодарам во секој случај. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за денеска. Се гледаме утре во новото издание на Нов ден со почеток во 8 часот. До тогаш останете со нашата програма.